Случајот со мајмунски сипаници во соседно Косово не представува закана за Македонија, уверува инфектологот Фадил Цана. Тој смирува и не ја оправдува паниката кај граѓаните од ширење на заразата, затоа што случајот со заболениот пациент во Приштина е изолиран. Станува збор за човек кој работел подолго време во странство и се претпоставува дека се заразил во друга земја. Цана потсетува дека кај нас досега нема регистрирано случај на мајмунски сипаници, а доколку се појават, вела дека земјава има стручњаци добро запознати со оваа болест. Нема никаква закана за нашата држава. Потврдениот случај во Република Косово е случај кој е импортиран на граѓанин од Приштина кој подолго време бил во Западна Африка, така што не гледам никаква опасност за пренос на инфекцијата во Република Северна Македонија. И ако се појави било каков случај на мајмунска сипаница, нашите капацитети на клиникава се достапни за било кој што би се појавил со таква инфекција. Според директорот на Инфективна, во моментов загрижува податокот што недостасува голем број на персонал во оваа клиника. Повеќе од 100 вработувања и тоа на лекари, медицински сестри, болничари, транспортери и административен персонал се потребни за оваа здравствена установа. Прашање е што ќе се случи доколку има некоја нова пандемиска закана. Цана вели дека инфектолози нема доволно на ниво на држава, бидејќи младите доктори не сакаат специјализација за заразни болести. Последниве години, освен за време на пандемијата, што неколку медицински сестри се вработија, никој друг не се вработил на клиникава. Може би не атрактивна специјализација, инфективна, дури и да не кажам сега, тоа треба да е стратегија на здравствените власти. И додека се алармира за итна потреба од вработување во одредени клиники и болници, надлежните најавија дека јавното здравство најдоцна до март ќе се зајакне со 1200 нови здравствени работници. Од влада велат дека владиниот филтер за вработувањата е поминат. Сега се е во рацете на директорите на јавните установи да направат реорганизација колку и каков персонал им е најпотребен.